По тензиите кои се кренаа во домашната јавност околу бугарските здруженија, како оние за цар Борис III, државниот врв најави дека ќе прави сериозни контроли во нивното работење. Но таа контрола, освен на активностите, мора да подразбира и контрола во нивното финансиско работење и отчетност. 25 минути дознава дека здруженијето Ратко на бугарите во земјава со години не поднесувало никаков финансиски отчет до Централниот регистар за финансиските годишни извештаи и промените кои настанувале пред институциите. Минаа речиси 22 години од формирањето на првото бугарско здружение во земјава со име Ратко. Ова име, кое е псевдоним на контроверзна личност од историјата, Иван Ванчо Михајлов, на јавноста е познато по две работи. Првата е дека ова здружение доби судски спор против Македонија пред Судот за човекови права во Страсбур и второ, дека Ратко низ годините им го отвори патот на денешните Ванчо Михајлов и цар Борис III, кој овој период стана предмет на жестоки реакции. Се надвам дека меморијата на јавноста ги памти настаните кои се асоцирани со самото функционирање, со почетоците на функционирањето на здруженијето на Ратко. Имаше некакви настани кои беа покриени и кои беа немили реално по повод случувања кои се одржаа овдека во Скопје и би рекла некако од тука негде почнува целата приказна понатаму. Во принцип, здруженијето Апликанти, еден од неговите основачи, кој бил и председател на здруженијето, значи фигурирал како председател на здруженијето во регистрацијата. Инаку се работи за здруженијето кое е регистрирано во Охрид. И во 2001 година, постапка која е спроведена пред домашните институции, Уставниот суд реално ги поништува програмата и статутот на тогаш регистрираното здружение, заради со констатација дека реално тие представуваат, односно одат спротивно на уставниот поредок и предизвикуваат етнички тензии и нетолеранција. Откако здруженијето беше забрането во земјава од страна на Уставниот суд поради правоуставен статут, а неговите членови покренаа тужба против Македонија, 6 судии во Страсбур гласаа дека земјава со забрана на Ратко ја прекршила Европската конвенција за човекови права и правото на здружување. Даница Џонова, која е владин агент на Бирото за застапување на Македонија пред Европскиот суд за човекови права, посочува колку државата платила оштета на Ратко во Страсбур. Во однос на досудените износи, тие се во овој случај досудени по два основа. Едниот основ е надомесна нематеријална штета во износ од 5000 евра, кој е износ кој е досуден заеднички на двајцата апликанти, значи здруженијето од една страна и господинот Паунковски од друга страна. Оние 5000 евра кои се досудени на апликантите се испратени на сметка на господинот Паунковски и тоа точно на 16 јули 2009 година, значи во рокот кој ни е оставен од страна на Европскиот суд за човекови права. Делот од 4000 евра кој е исплатен по основ на надомесна трошоци во постапката пред Европскиот суд за човекови права го оставив како посебен затоа што во пресудата беше изрично наведено дека тој износ треба да се плати на правниот застапник од Република Бугарија, кој го застапуваше здруженијето во овој случај пред Европскиот суд за човекови права и тој износ е платен на неговата реална сметка во истиот период, така да вкупно е 9000 евра. Додека државата Македонија на Ратко му исплати 9000 евра, 25 минути дознава дека здруженијето Ратко од Охрид веќе 6 години не поднесувало никакви годишни финансиски извештаи до Централниот регистар. Централниот регистар на нашето барање, колку е финансиски транспарентно здруженијето Ратко, информираше дека дале извештај само за 2016 и 2017 година. Здруженијето на граѓани за зачувување на идентитетот на бугарите во Македонија Ратко од Охрид во временскиот период од 2016 година до сега 2022 година во регистарот на годишни сметки има доставено единствено одлуки за 2016 и 2017 година, каде се повикува на член 18 од Законот за сметководство на непрофитни организации дека вкупната вредност на имотот или годишниот приход е помало од 2500 евра.
25 минути стапи во контакт со представникот на Ратко, заведен во Централниот регистар, Живко Чавдаров. Тој вели дека по смртта на председателот на Сдруженијето Ратко, Владимир Панков, кој за него е сумнителна, тој не поднел извештај бидејќи тогаш во повеќе наврети лично кон него биле упатени сериозни директни закани по животот од Вангел Попов во општина Гевгелија и пошироко познат и викан како Геджо, кој е пензиониран припадник на УДБА, кој цел работен век го помина како вработен припадник во УДБА и УБК, задолжен во оделот за активностите на бугарите во југоисточниот регион на Македонија. Централниот регистер за 25 минути информира дека постојат казни доколку се крие финансиската состојба на Сдруженијата. Предвидена е глоба за правниот субјект доколку не ја достави годишната сметка до Управата за јавни приходи и до регистарот на годишните сметки при Централниот регистер во законскиот определен рок. Доколку субјект има остварено годината помалку од 2500 евра, нема обврска за известување, но проблемот на дупките во законот го прави Централниот регистер немотен. Заради контрадикторност и недореченоста на законот за сметководство на непрофитни организации, Централен регистер не може да поведе соодветна постапка. Нема ни дополнителни сознанија за висината на притходите на субјектот, а како евидентен орган не располага ни со таква надлежност. Она што е законска обврска и е јавно, транспарентно објавување на годишните финансиски извештаи на веб страната на организациите и да ги доставуваат до надлежни органи, ништо од ова нема на сајтот на Ратко. Шефот на Скопското јавно обвинителство Гаврил Бубевски вели дека за обвинителството допрениот глас за криење на финансиите е еден од инструментите кога институцијата настапува кога сите други затајуваат во нивната работа. Во јавното обвинителство по законот за кривична постапка се оформуваат конкретни кривични предмети дефинирано е во постапката на три различни начини. Еден е непосредното забележување од јавниот обвинител за сторено кривично дело. Втор начин е допрениот глас, тој што вие го наведувате како можност за некаква постапка. И третиот начин е кривичната пријава, таа општо позната. Значи, допрениот глас како инструмент по кој што после јавното обвинителство постапува и утврдува определени действија на извршување на определено кривично дело, е нешто што во последно време се често појавува како повод за поведување на кривичната постапка, иако јавното обвинителство во тој домен мора да постапува многу претпазливо. Значи, допрениот глас во најголем број на случаи се непроверени информации. И јавното обвинителство не може секогаш пред институциите кои што се должни тие информации да ги проверат, да откријат евентуални неправилности во работењето, да откријат индиции за одредени кривични дела, органите кои што се на откривање на кривични дела, затоа што јавното обвинителство е орган на гонење на кривични дела и имаме ние органи на откривање на кривични дела. И тука имаме дополнителни органи како што се инспекции кои што утврдуваат одредени неправилности во однос на работењето во нивните посебни области. Значи, допрениот глас е еден инструмент кога јавното обвинителство настапува кога сите други затаиле од прилика. А тоа во јавноста го изнесува одреден медиум или лица кои што на некој начин сакаат на јавното обвинителство да му кажат дека има одредено незаконско постапување кое можеби е кривично правно действие кое што јавното обвинителство заради затајување на институциите кои што требале да постапат, треба директно да влезе во постапка за испитување и евентуално кривично гонење и процесуирање на тие действија. Обвинителот Бубевски прецизно објаснува кога и како јавното обвинителство би можело да реагира во однос на Сдруженијето Ратко. Неподнесување на определен финансиски извештај, кој што е предвиден во предметниот закон по кој што е формирано тоа здружение, предвидува одредена санкција за тоа. Во конкретниот случај, законодавецот, според она што можам да го добавам од вас што ми го кажувате, предпоставувам дека се определил за прекршочна санкција и затоа што е повредена одредена правна норма. Секогаш кога е повредена правна норма, законодавецот се определува за прекршочна санкција и за тоа веројатно, ако не поднесува финансиски извештај,
одговорното лице и здружението би требало да подлежат на прекршочна одговорност. Кривично-правни действија се нешто сосема различни действија. Кривично-правни действија е поднесување или неподнесување на финансиски извештаи кои што се лажни или неподнесување во случај на задолжителни финансиски извештаи од кои може да има финансиски импликации по буџетот на државата, а не се поднесени. И во смисла на некакви даночни затајувања и други. Дали обвинителе влегува и антидржавното дејствување како кривична основа, односно и ширењето на говор на омраза? Може ли тука обвинителството да отвори предмет евентуално? Значи, говориме за здружение во рад. Како што кажав и на почетокот, доколку постои индиции за определени действија кои што можат да се третираат како говор на омраза, но таму се потребни и други обележја кои што се предвидени во конкретното кривично дело. Самиот говор на омраза не представува директно кривично правно действие, затоа имаме и комисија која што е одговорна за сето тоа. Затоа ви кажав дека јавното обвинителство постапува дури отколку ќе затаја другите институции, ако затаиле, не кажувам во оваа смисла дали во овој случај е така, ако затаиле и дури тогаш подопрен глас, ама и да има обележја на кривично дело. Случајот Радко, кој има и политичка позадина, ја натера државата да плати оштета поради спречување на право на здружување на бугарите во Македонија. Сега, кога за истото тоа здружение има индиции за финансиска неотчетност кон државата, 20 години подоцна институциите немаат механизам со кој ќе ја контролираат нивната работа, активностите и финансиската состојба. Кршаловски, каква е практиката на невладините организации, на здруженијата што се однесува до финансиската состојба? Тие имаат обврска да ја поднесуваат тековната состојба, финансиската состојба на нивните организации и здруженија? Да, во законската регулатива наложува како и секоја организација, фирма, било кој правен субјект во Македонија до крајот на февруари да се поднесе завршна сметка, а Законот за здружени и фондации определува до крајот на април да се објават, значи да се достават до Централен регистар и да се објават на веб страниците или по било која форма од самата организација. И тоа е една од клучните мерки за транспарентност на здруженијата на граѓани и фондации, да тоа се испочитува и таа е обврска за сите субјекти кои имаат промет над 2500 евра годишно. Доколку тие не направат 2500 евра во текот на годината, сепак имаат некаква обврска, законска обврска всушност, да го достават тој извештај, таа одлука да ја достават до Централниот регистар. Сите што се регистрирани субјекти имаат обврска исто така да, ова што го кажавте, да достават писмено известување дека прометот не им бил поголем од 2500, затоа не поднесуваат завршна сметка и не објавуваат, но мора да го известат Централниот регистар дека е таква ситуација. И сепак ако не се извести Централниот регистар, ако се крие финансиската состојба, тогаш која е процедурата на државата? Проблемот е тога што нема посебни казнени обврски за тоа, бидејќи се работи главно за лична одговорност и транспарентност на самата организација, која ако сака да биде почитувана како таква, треба самата да ги објавува. Уште поголем проблем е што не е предвидено во законот дерегистрација или поништување на регистрацијата на здруженијата, така да имаме ситуација што 2010 која се влечка од донесувањето на овој нов закон, тогаш беше нов, сега се спрема уште еден најнов, но не е беше предвидено да се пререгистрираат сите постоечки тогаш и имаше дадено рок од 1 година на тоа да се направи, но нема казнени одредби што ако не се направи. И се уште фигурираат над 7-8 илјади организации кои веројатно не постојат во праксата или не се активни или заборавиле тие што ги основале зошто ги основале и ништо не работат, но фигурираат како такви во регистарот на здруженија и фондации. Прашањето е, ако се активни и сепак не ја поднесуваат нивната финансиска состојба, финансиските извештаи. Тогаш би требало да се
покрене контрола од државните органи, дали од УЈП или од Централниот регистар за непочитување на обврските. Веројатно може и да се пријави организацијата од било кога дека не го прави тоа, меѓутоа не сум сретнал во пракса тоа да се случува, па дури не самите надлежни органи не сум сретнал да некоја организација се пожали или пофали дека државните институции се вршат работата и ја проверуваат нивната работа. Ние сме имале случај неколку пати УЈП да дојде во проверка, но ние сме имале, се поднесувале, па било проверка на поднесените податоци, но за ова не сум слушнал да на неподнесена пријава некој воопшто реагира. Тоа значи дека постои дупка во законот кога не се почитуваат финансиските обврските кои се наметнати од страна на државата. Па, всушност да, и пак ќе речем тоа бидејќи повеќе етичка работа за дали да се поднесе, да се представи самата организација, тие што држат до себе го прават тоа и ние правиме како МЦМС проверка на многу граѓански организации и правиме анализа на тоа и дури некои што имат и подпишано код на добро однесување во граѓанскиот сектор и самите тие некои од нив не го прават ова, не поднесуваат извештаи, но над 84% од проверените организации имаат ги објавуваат сами податоците, така да ете ние правиме некаква контрола, иако таа не е директна, не се објавуваат тие, туку се известуваат само тие организации дека не се исполниле обврската што сами ја преземале, но ние немаме никакви па други надлежности да било што покренуваме или не да го кажнуваме, затоа се тука државните органи да го прават тоа. Државниот врв кажа дека ќе работи на контрола на невладините организации на здруженијата после сите проблеми, сите тензии кои настана и со Ванчо Михајлов и со Цар Борис. Но контролата на работа на здруженијата подразбира и контрола на нивните финансии. Ова во случајот со Радко се гледа дека не функционира, односно дека нема никаква контрола. Тоа секако има на располагање, додуше овде по друг проблемот и по крупен би рекол во целата констелација на односите со Бугарија и прашањето на нашите преговори. Таму фактички сега овде се прави тоа што во Бугарија не се дозволува со регистрација на здруженијата на македонците таму. Бугарија има по некои информации 13, по некои 16 пресуди против државата од нашите здруженија на македонците таму и не се постапува по нив, а овде гледаме дека се регистрираат здруженија кои може на исти начин да се оквалификуваат од нашата држава и да не се регистрираат или да се забрани, но од една страна добро што не сме како Бугарија, сме подобри во таа смисла и за сега има само една пресуда против Македонија, Здруженијето Радко кога беше и тогаш е постапено, односно е дозволена регистрацијата за разлика од Бугарија која не ги почитува одлуките на судот во Страсбург и се уште не дозволува регистрација на сите тие здруженија македонски во Бугарија. Сега ние прашање како нашата држава ќе реагира и ќе видиме да тоа едно е да се однесуваме и ние. Значи едната логика би била реципрочно. Како ете Бугарија членка на ЕУ, како таа прави, така и ние ќе правиме. Па ако сменат они, ќе смениме и ние. Од друга страна, ние веќе сме ги напреднале правата на малцинствата во Македонија и не го правиме тоа. Значи сме подобри на некој начин од нив, ама па ева се злоупотребува и да видиме како ќе реагира државниот врв во оваа ситуација. Значи можеме да постапиме и вака и така, или да се наетиме како што прави тоа Бугарија, или да продолжиме да ги почитуваме човековите права и правата на вакви здруженија да се регистрираат. Не навлегуваме прашањето на името на здруженијето, бидејќи тоа пат нов проблем е. Кај нас нема пракса на забранување на имиња, ама во други држави има. И во Америка, например, нема. И затоа има и здруженија и луѓе што се викаат Адолф Хитлер. У Германија тоа е забрането, например. Така да прашање како ќе го регулираме, очигледно немало проблем или потреба до сега да се регулира. Па допрва ќе се решава, се направи некој адхок тело и тоа е прашање колку е добро и колку е соодветно направено. Но очигледно има проблеми, треба да се направи нешто во врска со тоа и тие се опциите, или да се однесуваме како Бугарија или да почитуваме, ама да видиме што всушност прави тоа здружение и дали нарушува уставен поредок со самото име на здруженијето или па
заради самото име да се покране или направи посебна постапка или како што рече председател Пендаровски на брзи измени во законот се доноси да се воведе такви забрани за одредени имиња. Da, u Sloveniji ima kao demokratična strana zemlja ima mnogo nevladnih organizacija koje su veoma aktivne. Veoma su aktivne na različitim područjima, veoma su se angažirali oko raznih referenduma, oko izbora i sve treba da se radi transparentno. Postoje zakoni koji predviđaju šta treba uraditi i država veoma kontrolira sve što ove nevladne organizacije rade, specijalno one koje dobijaju novac, koje su financirane od države. To nema u posljednjih nekoliko godina, kao ja pamtim da posljednjih 10 godina nije bilo nekih financijskih problema, nekih mahinacija, jer ako nevladne organizacije koje primaju novac od države nešto ne urade kao treba, onda se ih ukida. I zato nema, sve se radi kao treba, nema nekih financijskih malverzacija. Ali ima političkih pritisaka na nevladne organizacije, na primjer vlada koja je završila ove godine svoj mandat, veoma je, kako da kažem, pritiskala na nekatere nevladne organizacije koje su kritikovale vladu. Znači, ukinula im je novac i sve radila da ove nevladne organizacije ne bi mogle funkcionirati kako treba. Kad se vlada zamenjala, sada imamo u Sloveniji novu vladu, ovih pritisaka je mnogo manje i mnoge nevladne organizacije u bistvu dobro sarađuju sa novom vladom. Sve ovo što smo rekli važi i za udruženja, klubove, ima ih u Sloveniji veoma mnogo. Sve manjine koje žive u Sloveniji imaju svoje organizacije, svoje koncerte, veoma su aktivni i također za njih važi isto kao za sve, kao i za nevladne organizacije i za druge državne institucije. Sve treba biti transparentno, država kontroliše njihovu financijsku politiku, gdje su otišle pare, zašto. Tako da u Sloveniji je to sređeno, jer ipak Slovenija je već 15 godina i više članica Europske unije, gdje i treba poštovati ne samo slovenačke zakone, nego i zakonodaju Europske unije, koja je, kada su u pitanju novci, specijalno evropski novci, pare koje dolaze iz raznih programa i projekata Europske unije, ovdje i Europska unija i Brisel veoma kontroliše kako se ove pare troše i šta se za ove pare uradilo.